Благодариме за вашето присуство, како што гледам тука има представници од неколку амбасади, представници од други билатерални стопански комори кои се присутни тука во Македонија, нормално голем број на компании инвеститори кои се тука во државата и благодарение за присуството на медиумите, бидејќи сметаме дека она што ќе го представиме денес ќе биде интересно за сите, индикативно каде ние како странски компании кои беа предизвиците со кои се соочивме оваа година и што и како планираме за идната година. Од гледна точка на компаниите кои се членки на Советот за странски инвеститори, во топ 100 компании за минатата година 31 компанија од Советот се членки на овие топ 100 компании, што значи дека минатата година околу 50% на вкупниот обрт, односно нешто повеќе од 7,3 милиарди евра отпаѓа на работата на овие компании. Истовремено во топ 100 работодавачи во државата, 35 се членки на Советот за странски инвеститори и тие вработуваат над 40.000 луѓе, што значи околу 50% од 81.000 вработен кои работат во Македонија во овие најголеми работодавачи. И од гледна точка на извозот, 52 од топ 100 компании извознички во државата се членки на Советот, но тие компании прават 81% од вкупниот извоз на државата, што значи дека она што го презентираме од гледна точка на Советот е многу релевантен и репрезентативен примерок. Ова анкета ја спроведовме во периодот од 23 ноември до 12 декември. Добивме одговори од компании од сите 8 плански сектори, со тоа што Скопскиот регион беше застапен со 60% од компаниите, што е и за очекување. Југозападниот и источниот регион 10% од сите компании кои одговорија беа лоцирани таму и пелагонискиот со 12%, што значи дека другите 4 плански региони има релативно помалку или компании или оние кои одговорија на прашањата. Вкупно имавме инвеститори од над 20 земји од светот кои одговорија на прашалникот, значи од Соединетите американски држави и Канада, од Северна Америка, потоа од Европа, Велика Британија, Германија, Австрија, Белгија, Холандија, Италија, Швајцарија, Ирска, Грција, Словенија и имавме и компании од азискиот регион, Кина и Тајван. Она што интересно е дека 70% од компаниите беа од производствениот сектор. Тука влегуваат автомобилските компоненти, тука влегуваат пластични производи, производи од гума, компании кои се од прехранбениот сектор и истовремено и секторот што е поврзан со земјоделие, металургија, тутун и производи од тутун и фармацевска индустрија. Трговски и сервисни компании, тука имавме 30%, каде што тука влегува и телекомуникацијски, IT компании, аеродромот, ТАФ одговори, но и банки, осигурителни компании и финансиски услуги. 40% од компаниите кои одговорија доаѓаат од технолошко-индустријските развојни зони, 60% од компаниите се надвор од трзовите и ако гледате од гледна точка за стапеноста на пазарите, 2/3 од компаниите ги извезуваат своите производи или услуги на глобалниот пазар, 22% на регионалниот пазар, тука пред се е можеби или Западниот Балкан или земите на Централна и Источна Европа и само 12% работат исклучително на домашниот пазар, што значи дека овде ќе имаме малку поразлична структура од домашните компании, бидејќи навистина најголем дел на овие компании се извозни компании, не се компании кои работат само на домашниот пазар. Компаниите кои одговорија имаат вкупно 38.000 вработени. Минатата година остварија обрт од над 7,7 милиарди евра, реализира инвестиции во текот на минатата година од над 400 милиони евра и 78% од овие компании се извозно ориентирани компании. Што значи дека со овој репрезентативен примерок навистина даваме едно реално светло на овие што се би рекол меѓу најнапредните компании во државата кои се двигатели и на економскиот раст и на извозот, но истовремено навистина над 38.000 вработени е еден репрезентативен примерок за
кој и на кој начин ја пополнил ова анкета. Да започнеме со инфраструктурата. Со задоволството на овие компании поврзани со инфраструктурата. Гледате дека 37%, значи над 1/3 од компаниите не се задоволни со инфраструктурата, а над 50% од компаниите се само делумно задоволни со инфраструктурата. Позитивен одговор е само 10%. Кои се институциите кои се задолжени за подобрување на инфраструктурата? Од смисла на компаниите тие одговара и за општата инфраструктура во рамките на државата, но и на инфраструктурата на локацијата каде што тие се ја вршат својата дејност. Пред се тука се централните институции и агенции, дали е тоа владата, дали се министерствата, дали се тука, например, Агенцијата за државни патишта и слично. Во добар дел тука беше Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, но исто така има и локалната самоуправа свое влијание, бидејќи голем број на овие компании кои се во индустријски зони или во функционираат на нормален начин надвор од трзовите, тука локалната самоуправа има влијание врз квалитетот и исполнувањето на обврските поврзани со инфраструктурата на овие компании. Од гледна точка на оперативните перформанси на овие компании, заклучно со месец ноември оваа година, гледате дека направивме една дистинкција помеѓу физичкиот волумен на производи и услуги и финансиската вредност, бидејќи знаете дека во изминатите барем 2 до 3 години вредноста на производите, репроматеријалите е драстично зголемена и ако ги гледаме дури и бројките за увоз и извоз, не значи дека секогаш тоа е предмет на зголемениот обем на производство, туку во многу случаи може да биде заради зголемената вредност, како на репроматеријалите, така и на крајните производи. И овде гледате дека пред се имаме позитивни трендови и од гледна точка на физичкиот обем на производство, но и на вредноста. Повеќе компании покажале позитивни, помалку компании негативни бројки, но сепак околу 20% оваа година работеле по релативно слични услови како минатата година. Најважните 3 причини за намалување на обемот на работа биле намалени порачки од странство, немање на доволно репроматеријали, значи тука е целиот оној проблем со supply chain или со ланците за добавувачи и немање на доволно работна сила. Доволно работна сила може да значи без разлика дали е тоа квалификувана или неквалификувана работна сила, додека зголемувањето слично е зголемување на порачките од странство, зголемување на побарувачката на нивните производи и услуги и трансфер на производство од други локации. Ќе видиме покасно како конфликтот во Украина во случајот на Македонија позитивно влијаел врз зголемување на обемот на производството. Од гледна точка на проблемите во работењето на овие компании, гледате дека 99%, значи речиси сите што одговорија, имаат некакви предизвици со кои се соочиле оваа година. Прво е недоволно наоѓање на едуциран кадар и кадар кој е релевантен за работа во овие компании. Дополнително има коментари поврзани со владењето на правото и правната држава и правниот систем во државата. Корупцијата, правната несигурност и честите измени на сите оние бизнис регулативи со кои ние како компании се соочуваме во државата. Бирократијата или непостапувањето или временскиот рок за да се исполнат некои обврски од страна на администрацијата. Кога кажувам администрација, тоа е општо и на централно и на локално ниво. Не правиме тука дистинкција на ова. Зголемените трошоци за енергија и инфраструктурните проблеми, но во инфраструктурни проблеми тука влегуваат и дозволите за градба, бидејќи во многу случаи знаеме дека дозволите за градба влијаат врз исполнување на обврските на овие компании. Од гледна точка на влијанието на војните, би кажал, бидејќи од пред 2 месеци немаме само проблем во Украина, туку имаме проблем и она што се случува во Газа, во конфликтот меѓу Израел и палестинците. Гледаме дека индиректно, негативно
има влијание на она што се случува во Украина преку зголемување на цените на енергенсите и на репроматеријалите. Целиот оној проблем што е поврзан со supply chain, со ланците на добавувачи, ако се вратиме на крајот на февруари минатата година и како сигурно во првите 6 месеци минатата година тоа сето влијаеше не само на компаниите од автомобилската индустрија, но на сите оние компании кои на некаков начин беа поврзани со Украина, а и со Русија, се уште тој проблем постои. Инфлацијата се уште е проблем. Намалената економска активност во Европа, зголемините инвестиции и трошоци поврзани со развој. Инфлацијата, иако во Западна Европа е драстично намалена, сепак бизнис сентиментот и крајната потрошувачка во Европа е далеко од она што значи позитивно економско обкружување и намалените нарачки. Но гледаме дека сме имале и позитивни влијанија на војната во Украина, бидејќи имаме трансферирање на производство во Македонија, дополнителни 32 милиони евра инвестиции кои се генерирани оваа година, кои креира над 3000 нови вработувања. И тука се пред се неколку компании од автомобилскиот сектор кои работеа во Западна Украина и кои трансферираа производство во Македонија, што значи дека не сакам да кажам дека она што е проблем за Украина е позитивно за нас, но геополитичките случувања креираа редистрибуција на сите тие ланци на добавување и некаква барем кратко до среднорочна бенефиција за Македонија. Thank you, Victor. I will take over. Виктор, ке преземам, ке зборувам на англиски. Македонскиот не ми е така течен. Некои аспекти од анкетата се однесува за човечките ресурси, односно за работната сила, не само за квантитетот, туку и квалитетот на достапната работна сила. Што може да се каже на почеток? Компаниите кои учествуваа во анкетата има 38.000 вработени, што значи дека компаниите ги се репрезентативен примерок од странските компании кои работат во државата. Забележуваме дека 90% од компаниите се соочиле со проблеми понекогаш или редовно да најдат соодветен кадар. Ова значи дека проблемите на европскиот пазар на труд ги имаме и тука во Македонија, во Северна Македонија. За какви луѓе се работи, за какви работници Никола ќе каже повеќе. Јас нема да разговарам многу за оваа точка, но главно се работи за инженери и технички кадар, што е најголем проблем за компаниите да се најде. Кои се причините за овој недостиг на работна сила? Од анкетата се утврди дека првиот проблем тука во земјата не само што имаме конкуренција внатре во земјата, туку има конкуренција на европско ниво. Значи конкуренцијата на пазарот на трудот што ја забележуваме на ниво на цела Европа, тоа го забележуваме во бизнисот. Втората причина за недостигот на работна сила е недоволниот интерес за работење во индустријата, понекогаш и недостиг на лојалност од страна на работниците, а понекогаш имаме како трета причина недоволно практично искуство. Од оваа гледна точка мислам дека компаниите треба да работат во еднина и да вложат повеќе напори да ги развиваат капацитетите на компаниите внатре за да се постигне решение. Повеќето од компаниите, ова е позитивно,
се задоволни или делумно задоволни со ефикасноста на работната сила во споредба со други локации. Значи, луѓето кои работат во компаниите, значи си ја вршат добро работата и речи си секоја компанија ги изголемила платите во 2023 година и тоа значително. Помеѓу 10 и 20%, па некогаш и повеќе се зголемиле платите. Причините за зголемувањето на платата е инфлацијата прво и зголемените трошоци за живот. Второ, имаме конкуренцијата и намалената понуда на пазарот на трудот, на локалниот, но и што се забележува во цела Европа. И третата причина е да се зголеми мотивацијата на работна сила со цел да се постигнат подобри деловни резултати. Ова е што се однесува до мене, сега ви отстапувам, ви давам збор вас, Никола. За тоа што се случува со работната сила, особено во сегментот на информацијски и комуникацијски технологии, каде што во еден од написите кои што неодамна ги читав, состојбата во Македонија се квалификува како, на англиски терминот беше Great Resignation, или насловот беше дека тоа е нешто што е во мода во последно време. Имено се работи за еден процес кој што зема замав во последно време со хибридниот начин на работа. Меѓутоа, како појава се датира некаде од пред 10 години, кога се повеќе и повеќе IT компании почнаа да развиваат своји операции, странски IT компании почнаа да имаат своји операции и во нашата држава. Имено во IT секторот пазарот е целосно отворен. Имаме многу IT професионалци кои работат за врвни IT брендови од тука, од Македонија, што е извонредна добра можност за нив за профилирање, за понатамошно надградување. Меѓутоа, тоа воедно значи дека цените на IT услугите и IT производите неминовно има нагорна тенденција и станува прашање дали локалните компании тука ќе можат да се ги дозволат и во кој обем може да се ги дозволат тие услуги со оглед на фактот дека сега плаќаат man days или man hour кој што кореспондира на светски цени. Во компаниите во кои што правевме истражување се лоцира еден од најголемите проблеми се лоцира attrition rate кој што изнесува од средна величина 10 до 20% во делот на IT. Добар дел од компаниите воопшто не чувствуваат можност да формираат своји IT оддели, туку едноставно целосно ги имаат аутсорсирано своите IT операции, со оглед на тешкотиите да се задржи таа работна сила, со оглед на таа брза со таа стапка на менување, односно самоиницијативно заменување на IT професионалците од компаниите, што воедно значи дека сите оние процеси кои што се сега во тренд, како например дигитализацијата, стануваат невозможна мисија на некој начин за локалните компании, бидејќи едноставно немаат кадар со кој што таа транзиција или таа трансформација би можеле да имплементираат. За жал, од друга страна, пристапот на локалните компании до странска работна сила е исто така извонредно отежнат или тежок, со оглед на фактот дека процесот на обезбедување на работни дозволи е процес кој што е долготраен од аспект на време, меѓутоа исто така и од аспект на бирократски потешкоти. Низ разговори со компаниите заклучивме дека станува се потешко и потешко дури и странска работна сила да биде привлечена и да работи тука во нашата држава. На крај, нешто околу квантитетот и квалитетот. Генерално, забелешката е и во делот на квалитет, и во делот на квантитет, меѓутоа, кога зборуваме за IT професионалците, моето скромно видување е дека ефективно ние имаме зголемување на квалитетот на IT професионалци
во последните 5 до 7 години, со оглед на фактот дека нашите IT професионалци сега имаат можност да работат за етаблирани светски брендови и да ги користат сите привилегии или придобивки од тие најдобри практики кои што се достапни работејќи за тие компании, работат во современи технологии, така да во делот на информатички и комуникацијски технологии, нашата проценка и нашето видување е дека квалитетот не заостанува, напротив, квалитетот има нагорна траекторија, меѓутоа по друга страна, во делот на обезбедување на технички услуги, во делот на кадри за како оператори во производството, тука се забележува сериозно намалување и на квантитетот, но уште повеќе и на квалитетот на работната сила. Тоа е накратко од моја страна едно така подлабинско видување што се случува во сегментот на работна сила, посебно квалификувана работна сила, со посебен осврт на во делот на информацијски и комуникацијски технологии, кои што верувам дека по моментов ги доживува своите звездени мигови. Дел од анкетата беше се она што е поврзано со државна помош. Како што гледате, половина од компаниите кои одговорија оваа анкета на еден или друг начин добиваат државна помош. Како што знаете, тука има различни регулативи, дали е тоа според Законот за финансиска поддршка, дали е тоа според Законот за технолошко-индустријски развојни зони или според Законот за контрола на државна помош. И 39% од овие половина компании кои ја одговориле анкетата имаат реализирано нова инвестиција во последните 4 години, каде што тука има еден сооднос помеѓу колку од овие компании имаат реинвестирано, а колку се нови компании кои за прв пат инвестираат во државата. Она што гледате е дека околу 2/3 од компаниите имаат коментар дека правилата кои се поврзани со државна помош или не се доволно објаснети или не е лесно за нив да ги разберат. Што значи дека треба да има поедноставување, симплификација и подобрување на целиот оној процес кој е поврзан со државна помош. Барањата кои се директно насочени кон подобрување на овие активности се поврзани со имплементација и искористување на меѓународни сметководствени стандарди. Како што знаете, во Македонија ги користиме ИФРС стандардите 2009, а ИФРС 2021 е нешто што е нормален глобален тренд за меѓународните компании, така да за нас тоа представува проблем. Ако сте европска компанија, треба да имате едно сметководство за вашата централа во Европа, едно за тука во Македонија. Ако сте американска компанија, тогаш треба да имате тројно сметководство, бидејќи треба да користите и US GAAP стандарди кои се апликативни таму. И сите овие работи што се поврзани со овие меѓународни стандарди, значи дека и правилата поврзани со сето она што е државна помош, да има еден унифициран став на сите даватели на државна помош што е оправдан инвестицијски трошок и сите даватели на државна помош да работат по исти правила и стандарди, без разлика од каде компаниите добиваат помош од институциите од државата, да се знае дека има униформисан пристап. Дополнително има барање да се намали административната бирократија и времето на одговарање. Ке видите подоцна со кои институции најчесто странските инвеститори комуницираат, но гледаме дека има или спор процес на одговарање или едноставно нефлексибилност. Работата е како е напишано, но како е напишано секој си го интерпретира на начин како тој од страна на институцијата им одговара за да им е полесен нивниот живот или начинот на кој тие ќе се представат визави компаниите, а не се гледа можеби по широката смисла и која била идејата на таа регулатива. Дополнително има барање да има едно подобрување или апдейт поврзан со случувањата на пазарот, бидејќи државната помош е жива материја и како што се менуваат пазарните услови, треба и таа да се адаптира на тие пазарни услови. И на крај има барање да повеќе активности
влезат под што е можно како компанија да добие и на каков начин да се добие државна помош. Бидејќи има компании кои се поврзани с, например, во секторот на земјоделство или агрибизнис, има компании кои се поврзани со нешто што е поврзано со тутун или слично, металургија, кои на еден или друг начин не се секогаш влезени во онаа група на компании кои може да добијат државна помош. Коментар од неколку компании се дека дури во исплатата на државна помош понекогаш постојат проблеми со исполнување на законските обврски, што значи дека има пролонгирање на тајмингот на исплатата на државна помош од различни причини. Не навлеговме во деталите дали е тоа бирократски, дали тоа значи дека дел од документите можеби не се соодветно доставени или некоја друга причина, но неколку компании дадоа и ваков коментар. И 3/4 од компаниите сметат дека е потребен нов пакет на помош за компаниите како една општа мерка и финансиска поддршка на компаниите во постоечката економска состојба. Не сакам да кажам економска криза, бидејќи имавме економска криза за време на ковид периодот, потоа имавме економска криза која беше пред се енергетска криза кога започна војната во Украина. Во моментот, ако кажеме дека има економска криза, тогаш секогаш ќе бидеме во криза, така јас не би рекол дека ова е економска криза, но една економска состојба пред се што се случува во Западна Европа, каде што најголем дел од земјите или добар дел од земјите наши главни трговски партнери или се во рецесија или се на граница на позитивна нула, што значи дека нивниот економски раст директно влија и врз нашиот успорен економски раст, и барањата се за поддршка на задржување на бројот на вработени, финансиска поддршка за зголемување на платите и истовремено да се дадат по големи можности за финансирање и заеми за стопанството. И барем она што го имаме слушнато од страна на владините представници институции, дека може би јас не ги знам сите детали, но знам дека втората точка овдека зголемување, финансирање или ослободување од оние фискални трошоци при зголемување на платите, тоа е нешто што се планира од почетокот на идната година. Тоа беше мерка која постоеше, ако не се лажам, до октомври минатата година и многу од странските компании тоа го искористија при зголемување на платите, и сега сметаме дека треба да се воведе истото, бидејќи зголемувањето на платите е неминовно, не заради зголемување на минималната плата или слично, туку заради состојбата на пазарот на труд. Од гледна точка на целиот процес на aftercare. Aftercare е што значи оној дел поврзан со на кој начин услугите се нудат кон постоечките компании, како се адресираат нивните проблеми и на кој начин и колку брзо се решаваат нивните барања. Гледате дека нешто повеќе од половината од компаниите кажуваат дека оваа година има слична, не многу позитивна слика поврзана со целиот процес на aftercare или дури и намалување на нивото на дадените услуги. И кажуваат дека само главната причина е дека ниту една или многу мал број на барањата од компаниите се во реалност имплементирани. И тука можеме да кажеме дека и ние како Совет за странски инвеститори имаме честа комуникација со економскиот тим на владата, и тоа е апсолутно точно, но многу од тие барања се пролонгираат на нашите квартални состаноци и едноставно ние ги кажуваме нашите барања, добиваме некоја полуафирмативна конфирмација дека тоа ќе се случи, но тоа не се случува и понекогаш поминува време. И тоа време не е некогаш во месеци, туку е подолго од месеци. Компаниите најчесто се во контакт со владата или со економскиот тим на владата, пред се со кабинетот на вице-премиерот задолжен за економски прашања, со дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони и со управата за јавни приходи. И како што гледате, највисокото ниво на сатисфакција и позитивни оценки од страна на
странските компании е кон Царинската управа, бидејќи во најдобар дел од случаите Царинската управа излегла во пресред на решавање на проблемите или она со што се соочуваат странските компании, и најчесто поставување прашања при комуникација со институциите, тука е државната помош, даноците, царинските процедури или висината на царинските стапки и сето она што е поврзано со инфраструктура. 5 сугестии кои се најважни за подобрување на целиот процес на Aftercare е прво да има пофреквентна комуникација со станоци и посети на компаниите. Да не биде тоа на ад-хок основа, туку да има систематизирана комуникација со компаниите, каде што тоа не се случува еднаш во некаков временски период, туку понекогаш и на неделно или месечно ниво, да има комуникација, да се прашуваат компаниите што им е потребно, како нивните работи може да се адресираат и како тоа ќе допринесе кон нивно дополнително инвестирање или креање на работни места. Потоа барањето е да луѓето кои се задолжени да работат во целиот овој процес на Aftercare да имаат знаење и искуство за различни индустрии и да ги знаат глобалните стандарди со кои се соочуваат, бидејќи ние кога ќе кажеме некому ИФРС стандард 2021, најчесто од другата страна не наоѓате соговорник кој ги разбира тие стандарди или зошто тие стандарди се потребни, без да навлегуваме во спецификите на индустриите во кои работиме. Потоа, она што е важно е навремено апдейтирање и промена на сите оние регулативи поврзани со случувањата на пазарот и мониторирање на проблемите и брзо решавање на истите. Значи да не се натрупаат проблеми кои долго време се натрупани, а не се решаваат, туку да има еден принцип first in, first out. Како што доаѓа проблем се решава за цело време да имаме еден базен од проблеми кој не е многу голем. Барањето на компаниите е да има и транспарентност и диалог. Пред да се донесат законски регулативи, посебно од економскиот сектор, кои влијаат врз работењето на компаниите, да имаме начин каде што ние можеме да ги споделиме нашите барања и очекувања, да не биде дека законот е објавен на ЕНЕР, кога законот е објавен на ЕНЕР, веќе е многу касно. Поминала работата, каде што ние не сме можеле активно да сме вклучени во некои работи кои не се само позитивни за нас како компании, туку и за државата и за многу други локални компании кои се афектирани од овие закони, бидејќи ние можеби би дале поглед како е ова глобално решено во некои други јурисдикции каде што ние функционираме. И на крај, зголемена координација меѓу институциите. Понекогаш една институција ви кажува едно, друга институција ви кажува друго, или ве префарла што е во чија надлежност, и тука влегуваме во еден лавиринт, каде што на крај или некој не сака да пресече, или некој си ја префрла одговорноста. Но не мислам дека голем број од овие коментари не се коментари кои исто така и домашните компании не би ги кажале. Сега, она што е поврзано со следните неколку прашања се прашања каде што имаме објаснение подетално. Компаниите кои се во моментов инвеститори тука, ги прашавме ако треба денес да одлучат. Колку од нив би донесле одлука за инвестирање во Македонија? Не за реинвестирање, туку инвестирање за прв пат. Само 43% дадоа позитивен резултат, дека денес, ако треба да одлучат, би инвестирале во Македонија. И она што е важно за компанијата да инвестира, не само во Македонија, туку на глобално ниво. Прво се ниските даноци, потоа поволната бизнис клима, ниските производни трошоци, достапност на квалификувана работна сила, политичката стабилност и добра инфраструктура. Од она што беше презентирано во претходните слайдови, гледате дека од овие 6 работи, добар дел од нив имаше забелешки од еден или друг вид на компаниите, што значи затоа резултатот од 43% е таков каков што е, бидејќи во параметрите и критериумите за инвестирање, ние како држава во моментот, добар дел од овие работи недоволно сме ги задоволиле. Овде не правевме дистинкција, можеби тоа требаше да го направиме, колку од овие компании кои работат на локалниот пазар, а колку работат на глобалниот пазар и каков ке е нивниот одговор дали би инвестирале во Македонија, бидејќи
малку е поразлично. Во вашиот случај вие работите на локалниот пазар и тоа е пазарот на кој вие не сте мобилни да одите на друго место, но компании од производствениот сектор може да се тука, но и може да се на некоја друга локација, каде што дали таа мобилност нив би им дала различно размислување дали и како би инвестирале. Следното прашање е кои ризици се најголеми ризици за бизнисот во следната 2024 година. Прво е недостатокот на работна сила. И мислам дека е многу важно да ја видиме реалноста и да се соочиме со тој проблем на недостатокот на работна сила. Дополнително инфлацијата, неконсистентноста на економските политики, растот на цената на енергенси и корупцијата. Значи, овие се 5-те, овде имаме повеќе од 10 параметри, но овие 5 се параметри каде што има најмногу одговори дека тоа влијае и е предизвик на компаниите странските компании кои работат во Македонија. И на крај, кои се трите најважни приоритети во вашиот бизнис на кои државните институции треба да се фокусираат во следните 12 месеци. Овдека за секоја компанија им дадовме да изберат 3. Под број 1 е подобрување на инфраструктурата. Под број 2 примена на најновите меѓународни сметководствени правила и стандарди и поради тоа ревидирање на договорите за државна помош поврзани со оправдани инвестициски трошоци. Потоа е усогласување на царинските стапки за увоз на производи кои доаѓаат од трети земји, значи земји кои не се во Европската Унија, но истовремено да нема дополнителни бирократски бариери, бидејќи знаете дека на почетокот на минатата година процес кој траеше 3 години, имавме едно согласување за 258 тарифни стапки, тука имавме вклученост на анализа која беше направена од домашни експерти, тука беше влезени АФС и Светска банка и со тие усогласувања се креира дополнителни инвестиции и работни места од страна на странските компании. Сега во моментот дискутираме со владата за можност барем околу 100 дополнителни тарифни стапки да се хармонизираат со Европската Унија и се надеваме дека тоа ќе се случи во предизборниот процес, односно до моментот додека тоа е дозволено, не знам дали е тоа со почетокот на техничка влада или не, но навистина се надеваме дека тоа ќе се случи, бидејќи тоа ако не се случи сега, ќе чекаме до идната есен. И тоа ќе ја намали нашата конкурентност, бидејќи многу од овие производи, не е важно дали се тие електроник или нешто друго, доаѓаат од времето на Југославија и креираат неконкурентност визави дури и соседите кои овие хармонизации со царинските стапки ги имат направено. Под број 4 е олеснување на правила и постапки за престој и работа на странски државјани. Ова беше кажано и од страна на Никола, но се соочуваме без разлика дали ќе дозволиме или не увоз на работна сила, на било каков тип на работна сила во странство и сегашните процедури, и за ова мислам дека се говори веќе повеќе од 10 години. И во многу случаи изговорот е европските правила се под овие или оние услови, но мислам ако се вратиме ние каде биле Чешка, Словачка и Полска во средината или крајот на 90-тите години, и тие требало да работат по правила и прописи на Европската Унија, но таму не е проблем. Понекогаш јас дури се шегувам, велам полесно е да добијате американски пасош отколку дозвола за работа за некој од Индонезија во Македонија, што не е логично, но навистина е процедура. И на крај, подобрување на aftercare услугите, она што беше и презентирано, на кој начин ќе се подржат постоечките инвеститори, бидејќи многу полесно постоечки инвеститор да инвестира дополнително или да ја промовира државата на соодветен начин, отколку да барате и да привлекувате нов. И последната работа што е презентирана денес е очекувањата од членството во Европската Унија. Гледате дека малку над половина од компаниите имаат позитивни очекувања од членството во Европска Унија, бидејќи имаат пристап кон поголем пазар, но истовремено сите оние процедури кои се поврзани со трговијата и со царинските процедури ќе ги нема, кога ќе сме членка на Европската Унија. 13% имаат негативно
размислување или очекувања, бидејќи ќе има многу поголем притисок од гледна точка на конкурентноста, но дополнително очекувањата е дека работната сила ќе се исели или драстично ќе се намали, а околу 1/3 од компаниите немаат никакви очекувања или не очекуваат дека ова ќе се случи во некој догледен рок и заради тоа не е влезено во нивното бизнис планирање. Не навлегувам сега дали е рокот 2030 или кога и да е, без разлика дали Брисел ќе го постави рокот или ние ќе сме подготвени за тоа, но гледате дека и тука одговорите се малку, не сакам да речам неочекувани, но не е дека сите велат ако влеземе во Европската унија утре се ќе биде перфектно. И тоа е последниот слайд од нашата анализа, но она што можеби сакам само како дополнение да го кажам. Колегите се од други индустрии, енергетика и IT и телекомуникации, но нешто што е можеби последно и најново на тема производство и автомобилската индустрија, бидејќи мислам дека голем број од компаниите во овој прашалник Б од автомобилската индустрија има две случувања кои ќе влијаат на работењето на сите нас овде. Пред се, нешто што се случи минатата недела со состојбите во Црвеното море и начинот на нападите од хути племења во Јемен на неколку бродски компании, 4 од најголемите 5 бродски компании за транспорт ги суспендира патувањата преку Суетскиот канал и сега одат јужно преку артот на преку Јужна Африка. Што значи дека целиот тој supply chain, се сеќавате пред година и пол или две, кога тој бродот се заглави во Суетскиот канал, тоа траеше 6 дена. И како тоа предизвика проблем? Мислам дека што и да се случи од некоја војна акција, бидејќи веќе се направи некоја коалиција, Англија, Германија, Норвешка и неколку други земји ќе патролираат морнарички тамо, но не сум сигурен дека за 6 дена некој дрон кој кошта 400 или 500 долари лесно ќе може да се најде кој тој дрон го оперира, и веќе ние како компании полека ќе се соочиме со проблемот како компонентите кои доаѓаат од Азија, пред се од Кина, ќе стигнат кај нас, бидејќи ова не значи одење до Ротердам, во многу случаи тоа значи доаѓање до пристаништето во Солун, што значи дека треба да се помине цела Африка и потоа треба целото Средоземно море. И ако должината на тој транспорт се зголеми за 15 дена во еден правец, имате лимитиран број на бродови глобално кои одат помеѓу Азија и Европа. Истиот обем на материјал не може да се пренесе со тие бродови ако губат 30 дена во едно повратно патување. Така да supply chain проблем ќе постои. Дали железницата преку Русија и тој кинескиот пат и сето тоа некој ќе ја искористи, не сум сигурен во сегашните глобални геополитички ситуации, а авионскиот превоз е премногу скап. Така да ова на еден или друг начин може да влијае на работата на компаниите кај нас, но и општо на компаниите во Европа. И дополнително, без да именувам кој, најголемиот европски производител на возила се соочува со голема криза. И голем број од нас како компании сме директно поврзани или работиме со тој најголем европски производител на возила, каде што бројките за првиот квартал од 24-та и нарачките се намалени некаде до 30+%. Тоа значи дека ќе има притисок на како ќе се искористи работната сила која работи на тие проекти. Бидејќи, кога нема да имате потреба за работа на тие производни линии, за сите тие луѓе кои се ангажирани во 2-3 смени, зависно како работат компаниите, ќе треба да се направи некоја оптимизација или на некој начин, не сакам да речам дека ќе има отпуштање, немојте да ме сватите погрешно, но мислам дека ќе се соочиме со еден проблем, дали тој проблем ќе трае 3 месеци или подолго, бидејќи целиот тој процес на електрификација драстично е успорен и бенефициите кои се дава во Западна Европа за електрични возила веќе не постојат или пак се апликативни само за возила произведени во Европа. Дури и европски производители кои произведуваат во Кина, или американски, дали е тоа Тесла, дали е Дачија, Мини или слично, сега нема да добиваат европски субвенции и тоа на еден или друг начин ќе влијае врз
Нешто што ние како држава немаме никаков влијание, но може да влијае врз работата на овие компании. Така да, со тоа завршувам она што ние го имавме како анкета и сме отворени за коментари, прашања или дополнителни коментари од било кој од присутните. Благодарам.